Скулптурата Ротирачка Македонија беше 2009 конкурсот, беше поставена крајот на 2009 година таму. И таа си функционираше година и 3-4 месеци. Додека не почнаа да го градат Министерството за надворешни работи, каде што тие кабли што беа дотокот на струја за скулптурата да ротира, беа пресечени и скулптурата после тоа не ротираше, него си стоеше со проектот Скопје 2014 година. Агенцијата за електронски комуникации гради своја зграда, објект на местото на скулптурата и договорено е, замолен сум јас од нивна страна за дислокација на скулптурата. Мене не ми беше, да ви кажам, право драго дека ќе ја дислоцираме, како што и понатаму се случуваат работиве, но се согласив, пошто знам дека не можеш да се бори поединец против државата. 2010 година, 4 месец, имам добиено одобрение од град Скопје, од урбанизам, каде што имам ново решение за локацијско преместување на скулптурата. Тоа е пред Македонската опера и балет. Значи, агенцијата 3 години си ја изгради зградата, уопште не ја интересираше каде е скулптурата, и сега со новиве престројувања во држава, нова случување кој ќе биде градоначалник, станаа гужви и они на брзина ја дислоцираат незе. Локацијата моја е дадена на коалициониот партнер на Андуи, каде таму ќе гради некоја скулптура друга, некој конјаник албански, а мене ми е дадена локација до домот 25 мај, сегашен МКЦ, тоест малку понатаму од МКЦ, до едни бараки тука пред телевизија кај што издаваат возачки дозволи. Значи, тоа е простор кој што е, да ви кажам, обиколен со огромни дрва и згради тука и со МКЦ. Така да, таа скулптура е фактички локацијата воопшто не и одговара, затоа што скулптурата бара празно плато каде што ќе биде видлива и каде ротацијата, каде самата совртењето ќе се чита скулптурата. Во моментот АЕК почнате да гради таму, да ја дислоцира скулптурата, што е најинтересно, и почнале да градат без мене да ме информираат, затоа што јас ги имам скиците, они градат по свое. Како ќе испадне не знам, но најверојатно авторска агенција ќе си има проблеми со нив. Затоа што не може некој да туѓото право на авторско го зема, мене не ме ни третираат ни по точка разна, што како автор е недозволено. Според податоците од Бирото за јавни набавки, може да се види дека изработката воопшто цело ова дело чини некаде околу 99.000 евра. Дали е точно тоа? Точно е тоа, да. Но тие 99.000 евра се, да ви кажам, она сума која што Министерството ја праќа на авторската агенција. Пошто и самото Министерство на некој погрешен начин почна да ги води скулптурите на нас уметниците, 28 души, пошто ни даде одредени средства, за тие средства да ја направиме скулптурата. Пошто тие 99.000 ги пушти во авторска агенција, јас фактички од авторска агенција земав 87, затоа што некој данок они одбиваат, што значи дека немам 99.000, него имам 87. Од желбата моја, како автор, да ја направам таа скулптура, решив да ја направам, макар да таа кошташе, во моментот кошташе негде околу 250 до 300.000 евра, рачунајќи ги зборовите на еден од директорите кои што ми помогнаа да ја правам скулптурата. Затоа што они ми донираа некои средства. И самите ми рекоа: Зоране, со кој памет ти си потпишал нешто за 87, кога ова учелик кошта 200.000 евра, а каде се мозаици, каде се сите оние прима инженеринг, локацијски дозволи, градежни дозволи, тај градежен објект е таа скулптура. Не е само скулптура. Што можете вие сега да превземете? Што може вие како автор конечно на оваа скулптура? Како автор сега сум ставен во незавидна ситуација да не можам да превземам ништо. Прво што направив, му напишав писмо на премиерот пред едно 2-3 недели,
каде што имам документ дека сум го предал во владата, одговор од таму немам. Барам прием кај градоначалников новиот, пошто он беше поборник за некои работи да се решат. Зборам ја за Жерновски. Од таму ке ти јавиме, значи таму еве повеќе од недела дена немам средба со него за да видам што се случува, затоа што они ми го имаат издадено решението каде што треба да биде поставена мојата скулптура. Значи, ова решение е издадено на 12.4.2010 година. И ја место сега АЕК да ја дислоцира на местото каде што ми е издадено решението, таму се гради некој друг објект и мене без да ме информираат ми ја поставуваат скулптурата некаде каде што ни самиот не бев повикан да видам каде е тоа, дали одговара местото или не.